Добро утро за гледачите на ТВ Сител. Задоволство ми е да бидам дел од вашата програма и да ги споделам најновите информации во однос на активностите кои што во моментот се реализираат на националната арена Тодор Проевски. Како што знаете, најрепрезентативниот спортски објект во Република Северна Македонија. Во моментот е започната целосна реконструкција на древната површина. Станува збор за промена на бусен кој што е наместен пред 11 години, односно овој зафат не само што ќе се менува древната површина и древниот бусен, туку во моментот се менува и комплетно се реновира системот за наводнување. Станува збор за најсовремен, најдобар систем за наводнување со 35 прскалки по сите стандарди на ФИФА и УЕФА. Ги споменат и ФИФА и УЕФА. Јас ќе кажам, оној надпревар со Италија остана бодеш очи. Меѓутоа, некаде во текот на летото беше проблематичен надпревар меѓу Шкути и Левски, тогаш почна се. Како вид на трева сега ќе биде поставена за да не ни се случуваат веќе, да кажам такви работи, да бидеме мета на оние спортски лоши вести. Значи, во иднина мислам дека повеќе овој стадион нема да биде мета на лоши. Значи, станува збор за бусен и терен кој што ги имаат сите светски метрополи. Ќе бидеме терен, односно репрезентативен терен за спортот и ќе имаме најдобар терен во Република Северна Македонија. Станува збор за издржливост. Значи, степеност на издржливост ќе може да претрпи поголем број на утакмици во текот на една календарска година. Станува збор за бусен кој што има издржливост и капацитет да издржи од 40 до 50 надпревари во текот на една календарска година. Се надевам дека со ова нова наместена трева више овој стадион, оваа национална арена нема да има никаков проблем за одржување и на национални надпревари на националниот тим на Република Македонија, ниту пак за клубските надпревари кои што, односно за клубовите кои што ќе ги биде дозволено да играат на овој стадион. Сега кажете ми, временските услови имаат ли некој влијание на таков вид на поставување на трева? Или пак сето тоа е веќе во оние норми кои што се поставени, веќе предходно ми споменавте ваков вид на трева се поставени Белград на Маракана, на Сан Сиро и на секаде буквално. Значи, временските услови нема да имаат никаков проблем. Станува збор на вид на трева која што ќе има издржливост од минус 20 степени до плюс 45 степени. Сакам да информирам македонската јавност дека ние навлеговме в заеднички проект со Фудбалската федерација на Република Македонија. Станува збор за донација од УЕФА, така да мислам по сите светски стандарди на УЕФА и ФИФА ќе биде поставен најсовремен бусен за одигрување на фудбалски надпревари. И сега ми го земавте следното прашање, дали имаше контакти со УЕФА, бидејќи знам дека имаше неколку инспекции, контроли, било како да ги наречеме, како од нив, од причина што следниот надпревар што Македонија треба да игра во квалификациите не е било кој, туку репрезентацијата на Англија, дали и тоа повлече еден дополнителен притисок за се тоа да биде сменено. На 20 ноември ќе гостува светска сила во фудбал. Самиот притисок на ова друштво и до Фудбалската федерација не дека ќе доаѓа Англија. Мислам дека ние како акционерско друштво во соработка со ФФМ треба да ја представиме и државата и самиот спорт дека во Република Северна Македонија ќе има најсовремен терен за одигрување на ваков тип надпревари. И сега дали има гаранција кога тоа колку таа древната подлога има рок на траење и што треба и каде да се менува дел од работите? Акционерското друштво во иднина го презема комплетно одржување на овој бусен под наши услови. Оваа трева ќе има гаранција најмалку 5 до 8 години со однос на во разлика од одиграни надпревари. Значи, не може да се изиграат 70 надпревари на годишно ниво, но одредена бројка до 50 надпревари комплетно може да се одигра на овој стадион. Ја мислам дека во иднина националната арена Тодор Проевски ќе биде како и што е најрепрезентативен објект не само за спортот, туку и за државата.